ни е вечен споменот на Мите Богоевски. Јас сум соименјак негов, Митко Којушевски од Огрид, член на литературниот клуб Григор Парличев. По вокација музичар, меѓутоа оставам малце простор во себе да пишувам поезија и родолюбива, и љубовна, и така сега сум во дилема што да прочитам. Вечност. Ни се ситат сите, не ситнат нашите. Ненаситници овдешни, ненаситници неовдешни. Ненаситка без ситка, а имаат ли наситка? Чепкаат во длапките, во раните неисцелени, чепкаат во тефтерите, ни ги бришат корените. Длабок ни е коренот, а стеблото стамено, ширум светот крошната, семето посеано. Име ни е сонцето, јазик ни е словото, душа ни е песната, сила ни е вербата. Од дамнина, од искона, вечност ни е Македонија. Ви благодарам. Го растегнуваш чекорот по угорнината од 50 на сажни, каде мала сенка се расплетува врз насадени дрва и овде-онде расфрлани камења, изглодани од ветрот, што пирка, гризе, ја јаде облеката од забарвеното време, урочен од сите јунаци што лепдат на небото со своите коњи, јавајќи низ вековите пред заклучените порти на Каменово. Не бидете нестрпливи во мојот сон, моите завидани мисли за татковината и слободата, во тишкиот плач на моето срце, во избразените дланки во кои е сместен целиот свет. Благословена да е зимата што ги зближува идземнетите. Благословен да е ројот на пчелите што го штити својот род. Пишувањето за татковината беше ти било исто со искачувањето на планината. И јас сум Благица Поповска и ќе ве поздравам с мојата песна Родна грудка. Во духот понесена од копнежи своји, за домот на татко ми, на предците мои, тргнав по патот дома што ме води, таму кај што живеев и кај што се родив. Ги соблеков чевлите за да згазнам боса, врз тревата во дворот, облеана со роса. Седнав под дабот на клупата стара, да му дадам на душава она што го бара. Само тука, о родна грудко моја, само тука, татковино наша, само тука целосно сум своја, тука, во закрила на љубовта твоја. Овде љубов извира од живите води. Колку сакам и колку ми годи извори стари тивко што си течат, в душа штом се излеат, срце во го лечат. Само тука, во земјата на предците мои, само тука трепет од милост се рои, само тука душата мирот си го бара, тука во дворот на куќата стара. Со почит, со молитва, со срце како жар, громогласно силно за овој скапоцен дар, пред Бога клекнувам за да речам фала за оваа голема, родна грудка мала. Ви благодарам. Нашиот Мите. Тебе, Мите, ти се обраќаме. Тебе, Мите, ти се поклонуваме. Твоето лице било убаво, твоето срце било јуначко. Си бил поет над поетите, со голема дарба за пишување. Твоите дела ги украле, вистината да не се дозме. Со љубов кон татковината се хранеше.
со желба за слобода растеше. За партизан се спремаше, за мир и правда се бореше. За тебе најсвет беше Илинден. Твоите идоли сакаше да ги замениш. Славата твоја е голема, наш голем човек. Но ние спомен ти галиме, на споменик свеќе ти носиме. Твоите песни ги учиме, твоето име секој ден го пишуваме. Ти ни живееш во срцата, на твојата храброст се восхитуваме. Името твое го славиме, на генерации идни, за твојот живот и делата ќе споруваме. Коска, историчар, инаку пишувам поезија, член на Сдруженијето на просветни работници и литературни творци на Македонија во Скопје. Ќе ви ја порочитам песната посветена на Мите Боговски, на сите македонски херои. Храбрите ја создаваат историјата. Храбрите ја создаваат историјата, она која диши со човековина. Границите на времето тие ги пречекоруваат и така запишани во мугрите векуваат. Историјата не им припаѓа на послушници, ниту на бездушни извршители, кои во нечие име врз невини газат и мајчиното млеко си го продаваат. Малку коњаници во ветерот на времето останаа, многу влекачи во здивот на нечесноста се изродија. Зрна жито во пустина песочна се измешале. Тешка е се идбата на земја безводна. Маките од зидишта ги дзидаме, со засирена крв ги лепиме. Од коски нападнати јунаци, кули до небото се издигаат, до сонцето горе допираат и историјата ја создаваат. Храбрите за слобода сонуваат, во безсмртноста да живеат остануваат, од висините повикуваат, громогласат, духот македонски го хранат. Јас сум Виолета Јосиповска, имам песна за преспа. Магијата на преспа. Од рибарски мрежи скали да исплетам до преспанското небо. Да можам високо да се искачам, 1000 звезди од небото да украдам. Од секоја патот до преспа да го пронајдам. Онив светлина да му дахам, да биде светло. Преспа да зрачи во пун сјај. Најсветлата на уво да ми шепоти. Звезда водилка ќе ви видам. Патем приказната за езерото ќе ви ја раскажам. 2 ангели рајот ќе ми испрати, кои ќе ја да влечат до преспанскиот роден крај, затоа што преспа е вистински Божен. Да зирнам низ езерската алија на преспанските води, да ја пронајдам една од безбројите многу школки. Бисерниот клуч на безвременоста да го слободам. Со тој клуч портите од оков и синџири да ги отворам. Магијата на совршенство и бесценето да ја оживеам. Со магичното стапче, кое се крие во куферот од спомени, полни со автентичност и хедонизам. Се додека легендата за преспа не ќе живее, магијата на преспа никогаш нема да исчезне. Голем поклон пред Митата, пред Стива и уште многу други. За Едисенка, стутка мислата в гради и кини са од онаа страна на татковината, кај што реките упреку течат. Мајче му истори вода зад грбот и ја рече молитвата, волтајќи ги собствените солзи. Сонцето тој ден над Македонија се обидуваше да се вовре во собствената сенка. Гломносани и џадиња, витосани прокопи се надмудруваат на спиралата на првото раѓање. Земјата ја пи водата што ја истори мајче. Печалката го пепло за сомунот кој не заптаса на софрата с полај да и рече. Во Македонија сенката на сонцето те следи секогаш до Едисенка.
Охридски поетски писар, односно јас, Мирко Томовски, во соработка со Жар Преспа Дресен, господјата Даринка Веслиевска, успеавме да ви овозможиме еден час, еден саат уживање во поезија и македонската народно оро. Ви благодарам за присуството и да се видиме и следната година да сме здрави и живи. Почит кон мите и сите херои на Македонија. Ви благодарам денес сите што сте тука, ми ја исполнивте душата и аманетот и желбата што си ја дадов кога влегов прв пат во училиштето каде што учел Мите Богоевски, тука работев и јас 2 години, кога влегов, кога го видов муралот, толку е убав. Не знам дали имавте некој прилика, ако сакате да го видиме. Значи, тој сјај во очите негови и како нешто да ме пресече, реков, ке те славам, Мите, зашто и јас сум тука. И така почнав да читам за него и реков, во било кој момент, на каков начин дека треба да ги славиме и спомените, и минатото, и нивното дело, и нивното пожртвувано за нашата татковина. Тоа ни беше желба со Чко Сотир. Тој често ми велеше дека тука имало митеви средби, дека тука беше многу, ете по возрастните генерации можете да кажете, мајка ми кажуваше с цели фабрики дека вработени тука доаѓале во посета на споменикот, сега и таму на другиот споменик каде што си го одзедоја животот и таво му е прекрасно место, само не можевме ето за жал денеска, но се надевам дека в година ако правиме, организираме или било која друга пригода можеме и тоа место да го посетиме и таму да положиме цвеќе. Благодарам на прво и на Мирко за тоа што тој во еден разговор спомна сакам да направиме една заедничка поетска средба. Ете испадна на овој голем ден да биде тука меѓу вас. Благодарам на болници за гостопримливоста, на професорката за незиното големо професионално излагање, да ја речам, она историски гледана точка од детенце, од школување до смртта, до цела дејност револуционерна на Мите Богоевски. Благодариме на Општина Ресен, сепак ни излезе во пресред денеска и со превоз и посета на градоначалникот. Благодариме на овие прекрасни девојки кои како најубави птици играат и се нашите најголеми амбасадори на нашата Преспа Ресен, затоа што без нив ова немаше да биде комплетно цело, а најмногу на вас, сите поети, што еве денеска се собравме од Ресен, од Охрид, да го означиме овој ден. Од Струга, да, исто, на историчарот Ѓорѓиот, тука му благодарам, значи на сите. Ова е едно внимание, затоа што навистина треба да се повторат некои настани што биле во минатото, дури да се оживеат многу настани, затоа што Преспа има многу народни херои. Само јас, моето семејство кај сопругот е од 2 народни херои, Наум Веслиевски, Овчарот и Милан Думов. Значи, и би требало вакви средби да си правиме за секое лице, за секој херој, да му се спомне неговото дело и така да живеат понатаму во нашите срца, да не се заборават никогаш. Вечна им слава на Стив Наумов и на Мите Богоевски. Планиравме годинава да ги викнеме и представници од Битол, ама за жал беше многу кратко времето, ама се надеваме в година и битолчани ќе ни бидат сите заедно, а оваа прекрасна црква, прекрасен двор, прекрасно село, пак нека заживее со уште побројна публика. Ви благодарам уште еднаш.